зборови на охрабрување. Ја слушате програмата Охрабрувачки зборови од авторот Дарлин Сала. Зошто да чекам на Бог? Дали се наоѓаш на крстопат во животот сега? Се соочуваш со одлука во врска со еднината? Можеби си добил отказ од работа и не знаеш каде да одиш оттаму. Или можеби си размислуваш да се ожениш, омажиш, но не си сигурен дали си запознал со Господин вистински или Господица вистинска за тебе. Бог вити во Псалм 23 дека не води по патеките на правдата заради своето име. Но како го наоѓаме патот кој Бог сака да го одбереме? Библискиот учител, доктор Ф.Б. Маер, напиша пред многу години: ако не знаеш по кој пат да одиш, чекај дека не станеш чувствителен на водството на добриот пастир. Ќе биде болна грешка и погрешно за тебе да действуваш без да си сигурен што е тој посакува да сториш. И ако не си сигурен што е тоа, очигледно е дека не дошло времето за да действуваш. Остани токму каде што си. Ако се осмелиш да почекаш, јасно ќе ти биде покажан патот. Доктор Маер има право. Ако не знаеш што да правиш, тогаш чекај. Да, остани токму каде што си, додека Бог не ти покаже јасно по кој пат треба да одиш. Повеќето наши грешки во животот ги правиме кога ќе тргнеме пред Бог и ќе донесеме одлуки самите, пред да чуеме јасно во нашите срца што Бог сака да направиме. Во Изреки 3 глава писателот вели: надевај се на Господа со сето свое срце и не се подпирај во сопствениот разум. Мисли на Него и на своји патишта, и тој ќе ги исправи твоите патеки. Ако го прашаш Него, твојот добар пастир ќе те води по патеките кои се најдобри за тебе. Тој вети. Ја слушнавте програмата Охрабрувачки зборови на македонски јазик од авторот Дарлин Сала.